Дел од јавноста аплаудираше, дел се подсмеваше на вице-премиерот Пешевски кога понуди ТВ дуел со Мимоза Кусари, неговата колешка. Од каде таа желба да се има ТВ дуел одеднаш после 7 години не сме виделе ниту еден ТВ дуел во оваа држава од страна македонските политичари? Очигледно е навиделен да излезат сите. Решило? Па не знам што би се решило, меѓутоа на граѓаните би им станало појасно, и македонци и албанци би им станало појасно кои се аргументите. Она што слушнавме, значи, од страна на вице-премиерот и сите оние други кои што се обидуваат да објаснат, очигледно дека фактите, аргументите се на наша страна. И тука, нели, како велат, пред фактите и боговите молчат, така и една нивна заменик министерка очигледно би замолчала. Па сигурно дека би замолчала од една страна, од друга страна мислам дека и на косовските граѓани ќе им станало многу појасно за што се работи. Не, јас на таа покана за ТВ дуел не гледам само од македонската логика зашто нема меѓусебни соочувања. Мислам дека Пешевски направи опасен политички лапсус. По две нива. Прво, ако за такво проблем од 50 или 500 милиони кај што нема национален идентитет, национален интегритет, повикува на политички дуел, тогаш што ќе се случува? Зашто нема политички дуел и соочување на аргументи во домашната јавност за спорот со името и за преговорите? За да не се доведеме во ситуација дека само една политичка елита го држи заробеништво целото граѓанство околу решавањето на тоа. Значи, тоа е едната работа. И второ, вие заборавате, Пешевски и нуди ТВ дуел на ТВ Алсат, значи на албански јазик. Зашто тоа не се направи, условно да кажам, на јавниот сервис на МТВ? Значи, толку е тоа сето скроено, пиар, примитивно, што мене ми изгледа дека некој Пешевски го насетнал, бидејќи поширокот контекст на ТВ дуелите во услови кога ова власт не прифаќа никакво соочување, ми изгледа нелогично. Па мислам, знаете, и Пешевски се огради, рече не ТВ дуел, не туку дебата да ги спротиставиме аргументите. Мислам дека јасно. Тоа е тоа, дуелет. Мислам не е политички, повеќе во економска проблематика ќе би се разговарало таму така. Сеедно дуелите се околу името и Горна Македонија, предлогот да биде прифатено тоа име, додека траат преговори со Европската унија, и во меѓувреме доаѓа до анкета на Фокус, неделникот Фокус, нарачена од Рейтинг, која вели не за промена на името, без разлика дали македонскиот идентитет бил задржан или не, тоа се 53,6%, значи мнозинство, и 37,5% велат да. Каков е тој оптимизам на Нимиц кога во можен референдум би паднал во вода воопшто решение за името? Па не, мислам дека тоа е една општа манипулација и овие рейтинзи. Па ако ги прашате грците 100% се за тоа да ја нема Македонија. Но во меѓународната политика не важат принципите на домашното јавно расположение. Затоа политичките елити се избрани, добиваат легитимитет. Да ја сносат одговорноста за решавање на жешки прашања. Ова е едно од клучните жешки прашања. Но примерот Груевски најавува референдум. Ја мислам дури дека и прашањето на референдум е дискутабилно. Она што мене ме загрижува во целата оваа ситуација е што македонската надворешна политика генерално е во дефанзива. По две клучни прашања. Косово е само една индикација. Дека продуцира или не одговара на можно сценарио да бидеме фактор и јадро на раздорот на Балканот. Ние, без оглед на иницијативите, одеднаш со сите соседи, и таму кај што сме вложиле огромен труд и напори, како што е Косово, ги затегнуваме односите. Или одговараме, како што ви рекол, со реторзија. Тоа е едниот аспект. Второ, кога се работи за името. Домашната политичка елита, пред се околу ВМРО ДПМН, вклучувајќи го и председателот на државата, тотално создава конфузија. Вие имате еден шеф на дипломатија, екс, кој ги водеше разговорите со Нимиц и денеска, без оглед дали е на Твитер или оват, заговара повлекување од преговори. Дали е тоа одговорен политичар за одговорно време? Би рекол не. Второ, вие имате еден шеф на држава, кој година, 6 месеци наназад, апсолутно не можеме да знаеме што заговара.
кај одредени патриотски новинари ерга омнес Република Македонија, кај други изјави компромисот е компромис, кај трети остануваме доследни на преговорите. Тоа за кого е тоа упатено? Ако сме во фаза на тивка дипломатија, оставете ги дипломатија да си одиграат играта. Ако си во фаза на создавање на јавно расположение, тогаш мораш да излезеш во пресвет на создавање на негативно јавно расположение. Јас сега ве прашувам, ако поставиме референдумско прашање или прашање, дали сте за ЕУ и за НАТО? Само за тоа. Без решавање на спор. Што мислите колку би биле расположени во Македонија, наспроти заговорниците на тезата ајде да не одиме во ЕУ, НАТО, додиме кон Русија, кон Кина, кон БРИКС и така натаму. Што мислите? Колку би биле? Не би било благодарно да се... Господинот Чомовски, мојот колега Чомовски го спомена председателот Иванов, сите знаеме дека претендирате за председателска фотелја, согласувате ли со него дека прави крупни гафови во надворешната политика? Ова ќе учествувам у пиар тимот. Значи, вака, јас како би требало генерално председател како... Не, вака, генерално се согласувам дека во делот на надворешната политика влада една конфузија, иако се обидуваат во некој сегмент горе-доле да имаат иста цел, исти насоки, меѓутоа вокабуларот кој што го употребуваат дава до сознание, до јасно сознание дека нешто не штима во одделот на надворешната политика. Па оттаму ние ги видовме сите тие лавирање на председателот од еден разумен компромис, па до конечно еден потврд став кој што го покажува во последно време. Меѓутоа како и да е, јас мислам дека е отидено чекор напред, без разлика, јас не го делам овој песимизам, бидејќи ако се сеќавате, грците ставија црвена линија на која што рекоа дека воопшто нема да зборуваат за името Македонија, а сега веќе имаме нели аргумент, факт, односно имаме предлог дека името Македонија ќе си остане. Значи очигледно Нимиц како долгогодишен искусен дипломат, мислам дека никогаш не бил поискрен, поотворен отколку на сегашната пресконференција и самото негово враќање назад во Грција ми дава за право и закажувањето на овие брзи разговори нели за 2 недели во Њујорк кои ќе се случуваат, ми дава за право јас и понатаму упорно да опстојувам на мојот оптимизам дека со притисок, со договор, со како сака да речете, дека набрзо ќе мораме да имаме решение на спорот со името. Значи, колку што видов, остануваат две клучни прашања, дали придавката ќе биде пред Република или после Република и околу обемот на употреба на нашето име. Мислам дека околу името, можно ли е седнување на маса како на анкетната комисија, седнување на маса на еден експерт, преговарач странски од Европска унија или можеби и Америка? Не, мислам дека е пропуштена шансата за шатл дипломатија. Добро. И за тајна дипломатија. Мислам дека Македонија и македонското државно руководство испушти серија на добри шанси за решавање на спорот. Вклучувајќи го и Букурешкиот предлог Република Македонија во Загреб Скопје. Од тоа подобро решение нема. Никогаш нема да добие. И не само тоа. Денеска слушам дека ако сме пристанале грците ќе го одбиеле. Точно е. Но тоа ќе беше наша позиција и можевме да разговараме дали тоа ќе биде во заграда со цртичка или надвор од заграда. Отфрлајќи го тој концепт да бидеме агресивни, ние се доведовме ситуација само да ја добиваме пакети на ултимативни барања од Грција. Се полоши и полоши. Се полоши и полоши. Добро, ајде уште ова кратко прашање, да. Ахмети вели, лидерот на ДУИ вели, за мене е прифатливо, за нас е прифатливо Горна или Северна Македонија. Видите ли дека тоа е прифатливо еве за вас? Значи, јас во неколку наврати реков дека географската одредница и за мене лично е прифатлива, а мислам дека е прифатлива и за сите оние кои што се директни учесници во преговорите, почнувајќи од премиерот Груевски. Инаку досега сигурно дека би ги прекинале разговорите. Впрочем, ние за прв пат конечно слушнавме еден Да, тоа е огромна храброст да се прекинат преговори. Не, мислам дека апсолутно нема да ги прекинат преговорите. Не знам како ме разбравте. Ве разбрав, да, мислам дека Значи падна во вода тврдењето на голем број на аналитичари, професори кои што
вела дека Груевски не преговара за името. Значи Груевски упорно, постојано и мора да преговара за името, бидејќи сите овие кои што излегуваат на површина, дали се од бивши или од сегашни професори, политичари, дека треба да се прекине, тоа се мислам дека неодговорни изјави по однос на едината на Република Македонија. Чумовски, вашиот став, не сметате ли дека Груевски сушност е приклештен и мора да преговара? Не, јас мојот став сум го кажувал и кога го кажував 2 години наназад, ние бевме предавници. Сега им оставам простор на патриотските медија мејкери, кои велеа дека е добро да има прекар Македонија, да ја избуткаат оваа варијанта на преговорите и компромисното решение. Јас и натаму мислам дека Македонија е држава која е принудена и која е, може и да се каже, експериментална зона. Како на Балканот ќе се постигнуваат и ќе се реализираат големите компромиси, интеретнички и меѓународни. Ако оваа власт и претходната немаше чувство, но ако овој тандем Груевски Ахмети тоа не го разбере, и ако мисли дека македонската јавност ќе ја замајува со тактики кои апсолутно не одат кон целисходно решение, тогаш ние ќе се доведеме во што полоша ситуација. Мислам дека основната работа е дека во преговорите македонската позиција мора да се врати, ако е возможно, на преговори за основите за што е донесена резолуцијата. А тоа е да се разговара за промена на ФИРОМ. Ништо повеќе од тоа. Значи, не смееме да ги надминуваме рамките согласно резолуциите усвоени далечната 93-та. Очигледно дека овде се пречекоруваат рамките. И ако успееме тоа да го наметнеме, ние мораме тоа да го наметнеме, ние ќе бидеме на добар пат. Иако мислам дека малку е закаснето после сето она што се случуваше сиве овие години досега. Добро, јас благодарам што бевте гости во студио.